Моментално се наоѓаме во Македонската филхармонија да го проследиме настанот доделување на наградите на Makeup Awards 2026, организирано од Maker. Екипата на Hype Македонија вечерва тука е со вас да ви ја долови атмосферата од една поблиска точка, да видиме кои јавни личности и инфлуенсери ќе бидат вечерва со нас и да им поставиме по некое прашање. Како дојдовте до идејата за организација на еден ваков прекрасен настан? Идејата беше настаната помеѓу мене и Убавка искрено, затоа што и самото лого на нас и фирмата ни е EU и Убавка, Европска унија. А настанот беше предвиден да ги надмине сите очекувања на претходните настани кои што сметаме дека беа истите дел од бјути индустријата, но не беа доволно опфатени сите сегменти кои што ние пробуваме да ги покажеме. Секој пат имаме инфлуенсери, имаме нешто забавно, меѓутоа немаме за нашата академија. Тешко ли е да се организира еден ваков настан? Многу труд, трпение. Колку време ви требаше? Колку време? Од декември, значи тоа сме некои цели 4 месеци. Минимум. А дали беше тешко да ги соберете сите од бјути индустријата на едно место? Тоа беше најголемиот предизвик до сега. И се соочивме со еден многу интересен момент каде што сите сакаат да победат. И за жал само еден ја носи наградата, меѓутоа среќни сме што сепак има храбри луѓе кои што исто се осеќаат честно, што ете така само се спомнуваат како номинација, а сепак се врвни мајстори иако не добила никаква награда, што не значи дека наредните години нема да бидат они следни. Дали вие двете ги биравте наградите, дали тоа ви беше тешко да изберете која награда за кого да оди? Не, тука беа вклучени Универзитетот Кочарацин, Академијата Мекар, беа вклучени и целата организација од Полска како наша поддршка за да може сето ова да биде со една голема потпора и да биде вистината. И на вистина ни беше тешко, не беше ништо толку едноставно. И баш ни е жал што никој не ни беа ни присутни да си ги подигнат наградите, меѓутоа следна прилика се надевам. Да. Колку време на вас би беше потребно да се подготвите за вечерва? Психички или аутфит? Една година. За аутфитот? Една година за аутфитот, мислам дека не беше лесно, некој по една недела до две. Да, тоа брзо го решивме, тоа не беше последна ставка од целиот настан. Дами, се убаво им одговара. Тоа така вика. Кој е најчудниот совет за убавина што некогаш сте го пробале вие? Чуден совет. Немој да одиш во тој салон, мене ми направија грди ногти. Свари си чајче од розмарин, зашто ќе ти порасна така побрзо косата. Инаку никогаш и до денот не е до техничарот за ногтите дали се добри. Дали целата колекција на Maker е хема фри? Да, навистина целата колекција е хема фри, инаку ова не е новитет. Ние сме хема фри веќе сигурно некои 4-5 години и го знаеме тој момент уште пред да искочи во јавноста дека Европската унија ќе донесе закон за менување на сите формули во природен состав, така да кој не пробал еве му можност да работи со нешто квалитетно. А кој е еден бјути тренд што никогаш нема да го следите? Тешко прашање. Ова е тешко. Јас искрено, пошто сум љубител на нежно, природно и така, можда никогаш не би се нашминкала нешто гламурозно. И така сакам и никогаш не би го направила тоа нешто така вамп или не знам. А друго не можам да нагласам, мислам дека тоа. Немам нешто да одвојам посебно. Апсолутно ништо. А дали бирате скапа козметика или природна нега? Природна, како нашата. Меѓутоа не мора да значи. Добро, девојки, фала ви многу. Благодариме и на вас што бевте дел и се надевам дека ќе гледаме убави инсерти. Сретен, кажи ми како си вечерва?
Искрено да кажам, многу се осеќам убаво, изненаден бев, сепак е животно дело, признание, не се случува секогаш и често. Многу сум радосен, многу сум благодарен на сите, и од мекајар, и од цела публика, на сите мои клиенти, на сите мои вработени од порано, многу убаво чувство и би сакал сите колеги, сите што работат во се за бјути што е поврзано, да имат шанси и дај Боже да доживеат, да добијат животно дело. Значи да доживеат истото ја што сум. Треба мако трпна работа, ама да доживеат сите. Честитки Сретен, кога веќе сме на евент за убавина и зборуваме за убавина, што би им препорачал на младите некој совет за како да изгледат подобро? Вака, па сега и ви престојат нели матурските забави, односно матурите, и секогаш сум протежирал, сум бил за тоа да бидат, да изгледат за своите години, да не изгледат како тетки, многу постари, да не се трансформираат во полошо и во некој кич. Значи, моја препорака е да бидат тие што се што излегува, се што е ново, ја го поддржувам во граници на нормала, во смисол да не се деформираат. Значи, дали се филери, дали било што да е окей, кога може да, но да не се претерува, да не се деформираат, не може никој да ги познае, тоа е една работа. И второ што ја мислам дека за нивните години, зборам за младиве, така? Или? Значи, на таа убавина, на таа младост не треба многу и не треба да се претерува или прерано да почнуваат, пошто после ќе имат подоцна проблем кога ќе останат. Што би им препорачал на постарата публика, што сака да се разубави? И па постарата публика, пошто познавам многу овакво што и употребуваат, а имат и многу дел од нив имат одбојност према тоа, кога веќе е измислено, кога измислуваат, сакаме сите да бидеме убаво, и жени, и мажи, и стари, и млади, зошто да не се разубават, зошто да не употребуваат се што има ново, се што е ново, нека го употребуваат, треба да се одржуваат, треба да внимаваат и сите жени, за да бидат, пошто посакувани, треба да биде комплетна од глава до пет. Мија пред се да те прашам како си вечерва и како си помина на овој евент за убавена? Одлично сум, фала на прашање, супер се дружевме, супер си поминавме и прво искуство ми е со Игор и морам да кажам дека беше стварно супер и се надевам нема да е последно. Мија, вечерва изгледаш прекрасно како и секогаш. Кажи ми колку време ти требаше да се спремиш? Ако ти се верува, на спремање сум многу брза. Тоа значи дека одбирам фустан и се спремам за 20 минути, од почеток до крај. Мија, денешниот евент беше поврзан со убавина, па вака според тебе како една жена треба да се негува? Па сметам дека негата на жената почнува од внатре, односно срекна жена е негувана жена пред се, а подоцна со сите можни работи кои што ги имаме денес, секако на дополнување на се она што е таа, ако е срекна, тогаш е сигурно и негувана. Мија, дали може да не откриеш твојата тајна формула за убав изглед? Па мислам дека одговорот го имаш во претходното прашање. Кој тренд на убавина никогаш не би го применила? Тренд на убавина? Па, ете, никогаш не потпаднав на трендот со премногу филери и изобличување на лицето. Дали младите треба да ги пратат брзите модни трендови или не? Зошто да не, ако така се чувствуваат, мислам дека нема ништо грешно во тоа. Сите некогаш сме поминувале некои фази и сме имале разни, не знам, изданија кога е модата во прашање. Мија, кажи ми како се опоравуваш после операцијата, како помина низ тој период? Како што можеш да забележиш, супер сум. Многу лесно и брзо и едноставно закрепнав. Поминати се некои, не знам, 7-8 недели предпоставувам од тогаш. Не чувствувам никаков проблем и сум екстра задоволна од резултатите. Сега мислам дека македонската сцена со нетрпение чека да ги види твоите одлични фотки од некоја плажа. Едва чекам искрено да ти кажам. Во ред, Мија, ти благодарам. Фала ви, хајп. Убаво. Ова е втора година. Минатата година бевме во малата сала на филхармонијата, сега веќе се зголемува интересот. Иако не беше полна, имавме дупло повеќе народ од минатата година. Оваа година го решив проблемот со водителка, бидејќи минатата година се загубив во римели, креони, тоа направив неколку грешки, тоа беше толку смешно, жените падна во несвест од смеја. Викнав еден стручњак во таа област, мојата омилена Мија Костова,
долго време не сме настапувале заедно. Јас мислам дека и прв пат настапуваме заедно и таа беше целата истрамирана, викам, да, ли си нормално, на твој терен сме и така. Убав еден настан. Овие две прекрасни жени, Убавка и Ева, тоа се последните ентузијасти, веројатно, во оваа област во Македонија. И не само што не запираат, него гледам дека апетитите им растат и ова за неколку години ќе биде нешто многу големо, ќе прерасне во нешто традиционално и многу големо, затоа што кога разбрав колкав е бројот на козметички, фризерски салони, берберски салони и не знам што во Македонија, навистина маса луѓе, особено во фамилиарните бизниси, заработуваат од ова и навистина импозантна бројката. Така. Ве следев како внимателно ги гледате артистите, како работат, прават фризури. Дали можеби научивте некоја техника вечерва? Од минатата година повеќе знам секако, научив барем некои основни работи. Ова е сепак женска работа, но имаше и доста машки представници. Едниот водител да знае се за темава, а другиот водител да не знае ништо за темата, па тоа е интересно и за публиката. Мене некои од овие техники првпат ги гледам, навистина особено ова со изработката на овие ногти, тоа веќе не е козметика, тоа е уметност чиста, ова што го направија вечерва девојките со кинеската жена, незината фризура, незините ногти, навистина нешто прекрасно и горд сум што имам наши девојки и момчиња што знаат тоа да го направат на ниво на светските козметички центри, врвни индустрии во таа област. Доколку убавината имаше име, кое име ќе го носише според вас? Мија Костова. Знаем. Дали Игор има модерно кажано скинкер рутина? Па јас, да ти кажам, морам да си го негувам лицето и да знаеш, секојаш кога ќе се избричам до гола кожа што се вика, навистина изгледам многу помладо, затоа што од сите можни шминки што ми шљапале по театри, по филмови, по телевизиски серии, ова има шанси лицето да ти се разболи, што викаат. Меѓутоа ме научија дека мора да се симне. Сега оваа шминка на мене, дома морам да ја симнам, не сум како некои жени што легнуваат со шминката. Си ја вадам со ноќна крема, се шегувам. Го научив тоа затоа што почувствував дека навистина ако се грижиш за тоа, навистина ќе имаш, јас имам скоро 63 години, но ако се избричам, моето лиценце е како во Јужна Македонија викат бебешки така било нежно како бебешки. И после толку водени настани, толку проекти, се уште неуморно го правите тоа толку добро како никој друг. Какво е чувството да сте позната јавна и славна личност толку долго време? Што знам какво е чувството? Јас уживам ден денес во сето ова. Знаеш, имам колеги кои се предале на тоа дека ни заврши кариерата, немаме веќе мотивација. Јас како стареам се повеќе мотивација имам. И некој ќе рече, што ти видовме таму, нешто за шминка, па ваму за тоа. Ме викаат луѓето, ме бараат, ја па сакам се да научам секаде да видам. Да. Тоа ме одржува во живот, ме прави мотивиран и за други работи во животот. Штом јас сум допатувал од Дојран до Скопје, мора да има силна причина за сето тоа, а Убавка и Ева и оваа манифестација, веројатно додека се познаваме, додека сме живи, ќе ја правиме, па ете, белки ми, јас ќе научам нешто повеќе за модата. Кој е рецептот за успехот според вас? Работа, упорност, трпение, не слушање други, слушај се само себе си, своето срце, развивај го својот талент, биди обкружен со најблиските, што помалку социјални мрежи, што помалку телевизија, што повеќе природа, љубов кон животните, љубов кон татковината, шетање низ Македонија. Така некако го замислувам идеалниот живот. А кој е вашиот најголем успех? Тоа што сум жив. Веројатно нема поголем успех од тоа. После се тоа што ми се случи во животот, што сам си го приредив, смогнав снага, повторно сум на нозе, повторно сум обожуван, популарен, баран и нема подобра сатисфакција за еден уметник од тоа, да траеш толку многу. Јас сум звезда од 12 години, значи 50 години сум звезда, но луѓето се уште ме сакаат, ме препознаваат по улица, сакаат да се сликаат, сакаат да ме прашаат нешто, нешто ми предложат. Тоа е само знак дека сум им влегол под кожа, дека со нешто сум ги освил. Јас мислам дека тоа беше мојата искреност. Уште од најмлад актер,
бев многу искрен, никош не сум ја лажал публиката и еве после толку години таа се уште ми верува и јас сум пресреќен заради тоа. Сега искрено, дали знаете и понекогаш да се напиете некоја чашка алкохол? Официјално јас не пијам 8 години и повеќе, но ете така кога е некоја семејна веселба, зашто не се напие човек една-две ракиички со салата за на здравје. Но она главното, мислам, тој алкохол мене ме однесе во сосем поречен правец и никако не би се вратил на сето тоа. И ете, ти кажувам, пробувам по некој пат, но за среќа не ме повлекло, се чувствувам потполно свесен за ситуацијата, имам потполна самоконтрола и кога имаш потполна самоконтрола врз себе, во својот организам, да, се што правите во животот, правете го умерено, ќе живеете 100 години и нема да имате никакви проблеми. И за крај, како е во Дојран и дали ви фали Скопје? Дојдете па ќе видите, вие сте биле 2-3 пати, ама дојдете сега. Сега нема пролет во Дојран, летото почна. И се бањаме. Ве чекам во Дојран, да, ве чекам. Фала ви, Игор, многу. Да сте ми живи и здрави. Се најубаво. Чао, хај. А Бојан, за почеток да те прашам, како си вечерва? Вечерва се чувствувам одлично, посебно во атмосферата која што се случува внатре. Навистина прекрасен настан организира, така да исто како настанот јас се чувствувам одлично. Морам да те пофалам дека вечерва изгледаш феноменално и дека твојот мекап изглед е совршен. Кажи ми од каде ја црпеш инспирацијата? Благодарам многу. Ова беше инаку AI generated фотографија која што моментално се шири низ Instagram. Колку време ти требаше да го креираш овој изглед? Околу 2 часа. 2 часа мислам дека го работев, плюс да се доспремам и да дојдам тука. Бојан, морам да те прашам какво е чувството и кое признание го добиваш со тоа што вечерва освои награда? Чувството е прекрасно. Би сакал наредниот пат кога ќе се случува оваа награда да има и номинации, од типот да бидеме повеќе луѓе кои што ќе го работиме ова, за да биде навистина како надпревар, затоа што ова признание би значило многу повеќе доколку има одредена конкуренција со која што би се надпреварува. Бојан, дали може да ни откриеш нешто повеќе за Париз парадата 2025 година? Тоа беше проект кој што го работевме со моделот од таму Риго. Беше една неизмерно убава атмосфера. Траеше цел ден, беше навистина интересно. Моделот беше навистина гледан од сите посетители на самата парада и би препорачал на било кој да биде таму, затоа што Париз за време на парада на гордост е едно прекрасно место. Кажи ми, со која јавна личност ти било најдраго до сега што си соработувал? Мислам дека со сите ми било многу драго што сум соработувал. Можам да издвојам во минатата година. Ми е многу драг проектот кој што го работевме за така да Викторија Лоба беше многу добар модел за работата што ја правевме, плюс тоа е една од прекрасна личност која што е многу лесна за работа. А со која јавна личност до сега немаш соработувано, а би ти било сон? Од кај нас или од странство? И од кај нас, и од странство. Од кај нас до сега немам соработувано со Каролина Гочева. Со неа би ми било сон да соработувам од тука, а доколку збориме од надвор, тоа најверојатно би било Мадона, заради тоа што нејзината трансформација низ годините и нејзиното движење е нешто на кое што се восхитувам и би сакал да бидам дел од истото. Ирина, кажи ми како си вечерва? Возбудено и како за прв пат дека се доделува ваква една награда, многу среќна и возбудена дека токму еве јас ја добив оваа награда. Од какво признание е оваа награда за вас? Оваа награда, искрено, после 20 години работа е сериозно и огромно признание на целиот мој труд, посветени денови, жртви на семејството, на се околу себе, многу ученици поминати покрај низ моите раце и многу третмани и третмани. И сето тоа на крај признаено. А вие сте веќе 20 години во оваа индустрија. Кажете ми што би им препорачале на младите идни генерации што сака да се занимаваат како вас? Да бидат истрени, да бидат упорни, да сакат, да учат пред се, да читаат многу, да учат, да се посветат буквално со се што се они, да се посветат на работата, за да имаат вистински успех. А дали вие имате некоја тајна за убавина? Тајна за убавина? Добар сон и многу љубов.
и добра мисла. Добре, Ирена, ти благодарам и ти посакувам уште многу успеси. Благодарам и на вас. Марија, пред сега ти посакам добро вечер, како си вечерва? Ти благодарам, возбудено и многу пријатно изненадано. И гордо. Се чувствувам горда на себе. Изгледаш прекрасно вечерва, кажи ми колку време ти треба да се спремиш? Па, секогаш имам замисла како сакам да изгледам, со оглед на тоа каде одам, на каков настан присуствувам. Конкретно за вечерва ми требаше за шминката посветив некој половина час, фризурата на Јован Каровски, мојот драг колега. Креацијата е моја, јас ја дизајнирав. Кажи ми дали имаш некоја тајна за убавина? Секогаш тргнувам од тоа дека внатрешната убавина е таа која жените се јаат. Срекна жена е убава жена. Марија вечерва освои не една, него 2 награди. Кажи ми од какво признание ти се овие награди? Многу сум изненадена за овие награди и сум многу благодарна на тимот на Мејкар што ми ги доделија. Односно го препознаа мојот труд, мојата уметност и ја наградија. Оваа награда, односно првата која ја добив, е за најдобар контент за реклама на социјалните мрежи. Сите оние видеа кои ги снимам се моја идеја, моја режија, ајде да ја споменам. И вистина се чувствувам, буквално забава ми е додека ги снимам сите видеа и ми е многу интересно, ми е баш пријатно, да. А другата награда е признание за развој на и професионална просветеност во шминката. Оваа награда толку многу ми значи. 9 години работам со шминка, јас сум самоука првенствено, потоа имам завршено и курс, али оваа награда ја посветувам на она девојче која деноноќно гледаше туторијали на YouTube за шминка, вежбаше константно, експериментираше со производи и стигна до ова ниво да има свој собствен салон за да може да работи професионално. Марија, за крај, кажи ми што би им препорачала на младите кои сакаат да чекорат по твојот пат? Да си го слушаат срцето, да прават све што ги прави срекни. Во уметноста нема граници, може да експериментираат до бесвест, да уживаат во процесот на создавање и пак, да го работат тоа што го сакаат. И моментално на овој евент тука се наоѓа и Офелија Настеска. Кажи ми, од каде се инспирираше за овој денешен аутфит? Па за овој денешен аутфит обично се инспирирам од Dark Glam и некои такви алтернативни стилови, бидејќи тоа ми е и секојдневен начин на облекување. Да, кажи ми, косата сама ли ја правеше толку убаво да ти изгледа? Да, но многу е тешко и комплицирано и нервозно. Бидејќи мојата коса природна е до овде, а јас носам екстензии што само ги додам и ги виткам и тоа е многу време. Колку мејкапот е битен за една личност? Па искрено мејкапот е нешто што му дава на еден човек карактер и му дава на еден човек слободност за изразување и многу е битно луѓето да може да се израза како сака, посебно жените. Што најмногу потребуваш од шминка? Контура и црни сенки и overlined lips, lipstick, се употребувам. Колку време ти е потребно за да се нашминкаш самата? Па доколку не е многу комплицирано, пола сат до 45 минути, а доколку е покомплицирано, 1 час. Со што се занимаваш? Која е твојата професија, бидејќи имам слушното дека имаш страна за шминкање? Мојата професија е правење на шминка, депилација, фризура, третмани. Бидејќи снимаш за TikTok, можам да кажам дека си инфлуенсерка. Колку е битно да си инфлуенсер во нашата држава и како се чувствуваш кога некој те коментира позитивно? Искрено се чувствувам убаво. Бев инфлуенсер, но сега TikTokот ми е затворен и доколку го отворам, би го отворила во друга насока, поврзана со шминка, бидејќи кањас луѓето не се толку современи и многу знаа да осуда и ме има нарекувано некои погрдни зборови заради моите тиктокови, но сега повеќе не е така и гледам да го отворам во друга насока тикток и се чувствувам среќно кога некој ќе ме пофали за тоа. Благодарам премногу. Фала и на вас.